Органските производи во југоистокот можат да завршуваат на домашните локални пазари по конкурентни цени, доколку има добра соработка помеѓу органските производители и маркетите, велат представници на органските здруженија. Според нив, органското производство во моментов не е преобемно за да се размислува за сериозен извоз, па доколку продавниците и маркетите навреме го откупат, задоволни ќе бидат сите засегнати. Па, стрикно во Струмица јас знам дека имат 4 продавници кои претендираат со продажба на органско производство, значи со посета на тие продавници се надевам дека ќе ги поттикнат и самите фирми да може се повеќе и повеќе да си набавуваат органско производство. Органското производство не е нешто што ќе го имаме како за секогаш, бидејќи и тоа е на некој начин сезонско, значи зборувам за свежото, значи кога ќе го има во достапност како свежо, тогаш да се пријават дека сакат да го потрошат, со тоа самите производители би биле сигурни дека нивното производство ќе биде потрошено и не бија и тие зголемувале цената, бидејќи нема да имаат кало на нивниот производ. Хаджи Котаров вели дека таква релација треба да се изгради и со преработувачите на органски производи. Затоа работат на подобрување на комуникацијата помеѓу сите субјекти, за да се има увид во целокупното производство, но и потребите на преработувачите и на пазарот, со што би се поттикнувале и нови органски производители. Ние направивме испитување, сондирање на производствените капацитети и со овие дискусии кои ги имавме веќе на 2 пати, еднаш во Бугарија и еднаш кај нас овде во Струмица, значи беа опфатени околу 60 фирми и производители кои директно ги прашувавме што е тоа најнеопходно за да може да стрикно да поработиме на таа тематика, за да може да ги задоволиме нивните барања за како тие полесно да најдат од една страна потрошувачи или преработувачи, а од друга страна пак и преработувачите да можат да си најдат производители кои ги произведуваат производите, а немаат каде да го продадат. Бидејќи во нашата се уште татковина, нели, сме ние многу мали и како производители сме многу мали и не можеме да настапиме сами на пазарот надвор. Значи, органските производители немаат количина доволна за да може сами да настапат надвор, па мораме да се организираме на друг начин, да може да ја укрупниме оваа површина. Во моментов во Македонија има повеќе од 500 органски производители.